Dobar den, dragi učenici. Ja sam Netka Dimovska, profesor po biologija i prirodni nauki v osnovното училище Маршал Тито Струмица. Учениците од петто оделение денес ќе се запознаат со двата основни видови на опрашување. Ние секојдневно во нашата исхрана вклучуваме најразлични плодови. Не само овошни, туку и зеленчукови плодови. За да се создаде плод кај растенијата, најпрво мора нивните цветови да бидат опрашени, а потоа и оплодени. Значи, секое создавање на плод кај растенијата започнува со опрашување на нивните цветови. Што всушност представува опрашувањето? Опрашувањето представува пренесување на поленовите зрна или поленовиот прав од прашниците на еден цвет до толчникот на истиот или некој друг цвет. За да го разбереме опрашувањето, најпрво треба да ја научиме градбата на цветот. Добар ден, драги ученици. Јас сум Нетка Димовска, професор по биологија и природни науки од основно училиште Маршал Тито Струмица. Денес ќе зборуваме за видови на опрашување кај растенијата. Но за да зборуваме за опрашувањето, потребно е
prašnicite livčinja dvajat, prašnicite. Prašnicite deca se maški od polov organ nad svetot. I sekoj prašnik je sostaven od dva dela. Prašničko kese ili prašnikova torbička, to je gornji del na prašnikot. Po prašničkoto kesi i prašnikovata torbička se sostava polenovite zrna ili polenot, koji što gi nosi maškite polovi kletkika i cvetot. Toriot ili dolnji del od prašnikot se narekuva prašnička drška ili prašnikov konec, ušte taka narečen filament. Prašničkata drška ili prašnički od konec ima za cel da ja prikrekuva prašnikovata kesa za cvetnata loža. Poslednji del od kompletnjot ili dvopolovijot cvet se narekuva tolčnik. Tolčnikot je ženski od polov organ nad cvetom. To je sostaven od tri dela. Najgornji del na tolčnikot je proširen i je lepljiv. Toj proširen i lepljiv del se narekuva ustenci. Vtori del na tolčnikot je izdolžen i tenok i ušte se narekuva stolpče ili vrat na tolčnikot. I dolnji del na tolčnikot je proširen i toj ušte se narekuva plodnik ili ovar. V sušnost, od dolnjeg del na tolčnikot se sozdava plodot ili ušte kako što velime, posle oprašuvanje to i oplodovanje
составните делови на цветот можеме да ги видиме и кај вистински цвет, например булка. Денес ќе се запознаеме со градбата на цветот. Цветот е составен од повеќе делови. За да го видиме тоа, ќе земеме еден малечок цвет во форма на пупка, бидејќи кај цветот од булка, пупката ги содржи сите делови. Најпрво, цветот се држи за цветна држка. Значи, овој дел овде се вика цветна држка. Ќе издвоиме цветната држка од цветот за да ја ставиме во делот на цветни држки. Горниот дел од цветната држка е проширен и тој се вика цветна ложа. На цветната ложа се наоѓаат сите останати делови на цветот. Значи, проширениот дел од цветот, овој овде, ќе го издвоиме и ќе го ставиме овде во делот за цветна ложа. Понатаму, од надвор, цветот за цветната држка и цветната ложа се наоѓаат прикрепени останатите делови на цветот. Овие ливчиња, зелените ливчиња, се нарекуваат чашкини ливчиња. Тие го штитат цветот додека е во пупка. Значи, кога цветот се уште не е отворен, чашкините ливчиња се секогаш зелени по боја, го штитат од повреди, од исушување, од премрзнување. Значи, чашкините ливчиња имаат заштитна улога да го штитат самиот цвет од разни механички и топлотни повреди. Внатре се наоѓаат венечните ливчиња. Венечните ливчиња кај разните видови цветови можат да бидат различни по боја. Овде овие венечни ливчиња се црвени по боја. Еве, колку венечни ливчиња ќе извадиме од цветот? Значи, имаме 4 венечни ливчиња. Венечните ливчиња. Во средината на цветот се наоѓаат прашниците. Овде, кај цветот од булка, прашниците се многу на број. Тие представуваат машки полов орган на цветот, бидејќи во себе носат поленови зрна, кои што имаат машки полови клетки. Гледаме дека кај овој цвет, кај булката значи има многу прашници и еден толчник. И на крајот, последниот дел од цветот е толчникот или женскиот полов орган. Значи, кои составни делови ги има еден цвет? Ова е цвет, цветот булка и рековме дека тој е расцветан, кај него не се гледат веќе сите составни делови, но кај пупката видовме дека цветот има цветна држка, горниот дел на цветната држка е проширен, се вика цветна ложа, и ги носи останатите делови на цветот. Тоа се чашкините лишчиња, зелени по боја, подебели, го обвиткуваат цветот додека е уште во пупка и го штитат од механички и температурни повреди или термички повреди, а после чашкините ливчиња доаѓаат венечните ливчиња, кои се разни по боја кај разни цветови, прашниците, машки полови органи, кои носат поленови зрна со
машки полови клетки и толчникот женски полов орган кој што ја носи женската полова клетка или јајце клетка. Овој цвет е двополов цвет, бидејќи ги носи и машките полови органи, прашниците во себе, и женскиот полов орган или толчникот. Тоа е се за градбата на цветот. А сега да научиме за главната поделба на опрашувањето. Разликуваме два основни типа на опрашување, и тоа самоопрашување и вкрстено опрашување. Самоопрашувањето представува пренесување на поленовите зрна од прашничкото кесе на прашникот од еден цвет врз устенцето од толчникот на истиот цвет. Вкрстеното опрашување представува пренесување на поленовите зрна од прашничкото кесе на прашникот од еден цвет врз устенцето од толчникот од некој друг цвет. А сега да повториме што сме научиле. Овде имате еден диаграм на цвет со празни полиња кои преку линии водат до соодветниот дел на цветот. Ваша задача, ученици, е да го впишете делот на цветот кој е поврзан преку линија со соодветниот дел од цртежот. Вие секако можете и во тетратката да си нацртате ваш диаграм на цвет и да ги означите составните делови на цветот. Пријатно учење!